Вакцинацијата со МРП низ училиштата не започна. Министерот Филипче вели дека барем започнале подготовките, а од здравствениот дом кусо посочија оти пратиле екипи на разговор со раководителите на две скопски училишта. Првиот човек на здравствениот дом Скопје, Злата Мехмедович, кој денеска не сакаше да говори пред камерите, нема информации за тоа како минала претходната тиранска вакцинација низ училиштата. Детали најави за понеделник. Во однос на најавите дека на невакцинирани деца ќе им биде забрането да се образуваат, Филипче дециден истите ќе се остварат и појаснува. Ова е единствениот начин за да се избориме со епидемијата на морбили. Возможни се и измени на закони, бидејќи образованието е задолжително. Тоа ќе биде стриктна забрана, заради тоа што само така може да го постигнеме ефектот кој што го сакам. Контрадикторноста беше во делот кој што пропишува дека и основното образование е задолжително, меѓутоа внимавајте, во ситуација на епидемија се знае како се постапува и како се реагира. Повторно ќе има средба мултисекторската група за да видиме дали треба да направиме некои законски измени. Во меѓувреме, во ек на епидемија, дел од вакциналните пунктови во Гостивар, Гевгелија, Прилепи и Струга останаа без МРП вакцини. Проблемот, според Филипче, настанал бидејќи се потрушиле залихите од претходната набавка и увери дека до денеска сите пунктови ќе добиеле вакцини. Веќе до денеска треба да заврши дистрибуцијата од новата набавка, така да во сите вакцинални пунктови има вакцини во доволни количини. Не само заради тоа што сега пристигнаа новите количини од новата набавка. Значи претходните веќе беа при крај. Сега има доволни количини. Месецов започнуваат уписите на првооделенците. При упис мора да се прикаже и вакцинален картон. Ваквите правила важеа и претходните години, но според бројот на невакцинирани деца и веќе прогласената епидемија на морбили, овој услов претходно очигледно не се почитувал.